сите и добродојдовте назад во уште едно издание на Tin Min со Ана. Извинете што малку емисијава доцнеше, меѓутоа се случи што се случи. Моите гости причекаа овде и конечно сме повторно со вас. Денес имам многу интересни гости. Дечките можевте да ги видите доколку ја гледавте песната пред вклучувањето во живо, пред вестите. Навистина се извонредни, посветени се на музиката, млади, талентирани, амбициозни и едноставно секогаш се трудат нели да го негуваат она што е старо, меѓутоа нели вреди. Македонската уметност, македонската народна песна, она што можеби е подзаборавено, тие повторно се обидуваат да го донесат на македонската сцена во едно ново фенсирово. Денеска со нас, на моја голема чест и задоволство, се надевам и ваша, Теодор Богоевски и Бојан Доневски. Бојан Доневски, да, за да не сгрешам, ето, сам си кажа. Како се, дечки? Супер, најпрво да ви се заблагодариме за поканата во емисија. И кажи ми, многу ме интересира, кога свативте дека сте создадени за музика? Па ја во пето одделение, кога со моите родители одлучивме да се запишам на часови по хармоника. Отидов таму и професорот сам кажа дека имам некој талент за свирење и си продолжив да се занимавам со хармониката и сега ете се најдовме пред некој време, мислам дека година дена, со Тео и почнавме заедно да вежбаме, да свириме и потоа се појавивме на YouTube. Да. И се беше кога што треба и продолживме заедно. Да, моите почетоци беа уште, не знам, уште најмала возраст кога седевме заедно со баба ми, кога седев со сите внуци и пробуваше да ни ги отпее сите песни и само јас продолжав до крај на песната, сите деца се изморуваа, онака ја до крај мене беше интересно и ете сега си го открив мојот талент пред некоја година за пеење и мислам дека ќе извадиме са некои многу добри работи и ќе бидеме слушани. Дефинитивно. И јас се надевам истото, затоа што, како што кажав, носите нешто што е старо, нели, народно, меѓутоа буквално во некако модерно, фенси да кажам. Да, сакаме така да го доближиме кај младите, сакаме да се негува народната музика, исто така и македонскиот фолклор, бидејќи можам со сигурност да ви кажам дека имаме еден од најубавиот фолклор во целиот свет. Да, дефинитивно. Многу ни подзавидуваат за тоа. Колку време подготовка, можеби колебања, дали да, дали не, стои зад финалниот производ, зад песнава? Да, најпрв беше као леле дали да го направиме тоа, бидејќи ете, уште сме млади, не знаеме како што не бевме се уште сигурни, но се појави Васил Ангелов аранжманот што е направен од него, ја сменивме комплетно песната скроз, која што беше подзаборавена од Никола Бадев. Ова песна е направена од чест на Никола Бадев и така сакам да му се заблагодарам на Васил Ангелов, на Здравко Ангелов, татко му, кој што отсвири на неколку инструменти. Исто така е на Бојан да му се заблагодарам, на камерманот Александар и на сите тие што беа тука за да го направиме се тоа. Главни актери бевте во спотот, така? Да. А како дојдовте на идеја да се направи оваа преработка, нели во суштина, зашто кажа ти од песната веќе постои од Никола Бадев? Па ете, бидејќи сега се негуваат повеќе други видови на музика кои Двајте се почеки кој прво да каже. Слободно зборувајте, надополнувајте, не е проблем. Не, мене ми е умилен пејач Никола Бадев и за тоа многу сакав да направам преработка, баш ка Тоде, името како Теодор Тоде и тоа беше блиско е. Да, и за тоа сакавме. Ете сега на колегата ќе му оставам простор. Веќе не само другари. Така најза мотивација ни беше тоа што видовме дека младите во нашата држава веќе не негуваат таа музика старата и сакавме со Тео да пробаме да направиме некои нови кавери од тие песни, преработки на помодерен начин за да пробаме да го вратиме тој стил. Да, и мислам дека ни успее, веќе 2 дена е видеото на YouTube, има околу 13.000 прегледи, над 1800 лајкови, многу позитивни коментари и од стари лица и од млади. Највеќе ми се допадна што младите им се допадна оваа преработка, бидејќи
никој не знаеше песна, а сега гледам дека сите си подпевнуваат младите и интересна преработка. Го видов коментарот, на памет ја научив тео песната, мамата оде учеше и бев као на прав пат се дечкива. А тоа не заборавив да го кажам, премиерноста кај мене во емисија, па да кај мене секогаш сите премиерно. И песната излезена пред само 2 дена, така? Да, и не знам, јас сум Многу прегледи за наши Задоволни стандарди. сме од поддршката за сега. Не знаеме понатаму како ќе се одвива сега. Планираме уште неколку други песни да извадиме на YouTube. Па се надевам дека и тие ќе бидат поддржани. Да. Доста познати песни. Доста проекти имаме сега. Се надеваме дека ќе бидеме интересни за естрадата и така. Пробувате ова нешто ново Да. да го донесете на македонското естрадно небо. Ќе ни раскажете некоја интересна случка од што ви се случи за време на снимањето, сигурно секогаш има анегдоти од такви искуства. Имаше, не знам дали приметивте во спотот, имавме овци, стадо овци и тие не можевме да ги извадиме бидејќи дека имаше снег и не може да излезат и на брзинка беа тие сцени снимени бидејќи буквално се враќаа назад. Овците и наистина тоа беше многу тешко. Пресмешно, верувам, било. Исто така, кога снимавме на планината имаше снег, а ја бев попинци, кога бев облечен во комицко и многу се лизгаше, некако се снајав со пушката, па ме држеше камерманот, па и така, ама се напред како што планиравме, како што мислев и навистина И за колку време? Многу емоции. Го снимавме у еден ден сето тоа, од Сабајле од 9 до 4 поплане, не знам како беше точно, ама знам дека цел ден бевме. Убаво беше времето, не послужи времето и иако аматерски, многу емоции буди песната и мислам дека ќе им се допадне на тие што не ја знаат. Да. Така е направено. Тео, да, тоа сме ние. Дали се гледате себе си како професионални музичари? Иако дали би се определиле за народна музика? Секако. Да. Ова беше. Мислиме дека треба да има и други жанрови за да им се допаднат на младите, но ете ние сакаме да го направиме од стари македонски народни песни да направиме преработки за да наситим сите да го слушаат тоа, да не биде само одредена публика. Да. Спомна преска Бојан, дали мислите дека младите навистина го имаат заборавено целосно? Не целосно, добро, на некои прослави можеби ги слушаат и младите, ама мислам дека ги слушаат зашто морат, не дека сега. А ние така пробавме со Тео, кажа веќе снимаме некои нови преработки, правиме некои за да почнат и младите да ги слушаат тие песни, да го вратиме времето во како што било тогаш и да се слушаат и тие песни зашто стварно не се слушаат веќе. Да, сосема се согласувам. Ќе ви посакам многу нови песни, многу нови соработки. Продолжете освен тоа да бидете другари, да бидете нели колеги. И на нашата публика ќе порачам едноставно да немаат никакви ограничувања кога станува збор за музиката, туку едноставно да бидат open-minded и да ги прифатат сите типови на музика, да не отфрлаат веднаш што слушнат, да дозволат тоа да допре до нив и навистина да го почувствуваат на некој начин. Ќе ве оставам да почувствувате и нивната музика во ритмот на хармониката на Бојан и гласот на Тео, така што така ќе ја завршиме оваа емисија, па дечки, повелете. Ваша е сцената, ваше подиумот. Благодарам. Можеме да почнеме? Секако. Спремни? Јас сум спремен. Жени се Радомори додек си млада, жени се Радомори додек си млада, додек си млада, радо млада и убава, додек си млада, радо млада и убава. Жени се Радомори додек си млада, додек си млада, радо млада и убава. Оба!
Жени се радомори додек си млада, жени се радомори додек си млада, додек те сакат радосите ергени, додек те сакат радосите ергени. Жени се радомори додек си млада, додек те сакат радосите ергени. Оба! Седнав да вечерам, младо пиле печено. Седнав да вечерам, Магдалено моме мори, сам не се яде. Седнав да вечерам, Магдалено моме мори, сам не се яде. Дей гиди Магде мори, алтана мой, срце ми вели Магде, јас сум твој. Дей гиди Магде мори, алтана мой, срце ми вели Магде, јас сум твој. Зедов да пијам, руино вино црвено. Зедов да пијам, Магдалено моме мори, сам не се пие. Зедов да пијам, Магдалено моме мори, сам не се пие. Дей гиди Магде мори, алтана мој, срце ми вели Магде, јас сум твој. Дей гиди Магде мори, алтана мој, срце ми вели Магде, јас сум твој. Браво, Ева. Мислам дека имаме аплауси од режија и Благодарам. многу ми беше драго што бевте тука со нас. И на нас. Пак ве повикувам да ми Ти дојдете. благодарам на поканата, стварно задоволство ни беше да гостуваме во оваа емисија. И во си поминавме со Да, навистина и супер. И јас, интересно ми беше. Специфично, уникатно, интересно. И вие секогаш бидете такви специфични, уникатни и посветете се на она што го сакате и што најдобро го умеете. Ве оставам во добро расположение. Чао, чао. Чао. Чао.